4 дена зимски распуст, одмор, рекреација и дружење со дечињата од државата. И не само тоа, во рамките на организираниот зимски бесплатен камп во одморилиштето Шуламина, учесниците во кампот, околу 30 на основци од Штип, од Крушево се вратија дома со најмногу освоени први награди. Денеска во просториите на Црвениот крст свечено им беа доделени признанијата за освоените први места, ово надпреварите во брза географија, музичко столче, игри без граници и други како дел од предвидените активности во бесплатната зимска школа во Крушево. Дружењето беше преубаво, уште да имаш уште една недела ќе беше добро да се поминеме тамука. Во брза географија требаше да напишеме град, село, држава, растение, река, планина. Исто тоа имавме една минута да го напишеме сето тоа, за да биеме први. Како прва игра се носеше топче во лажица и моравме да завртиме еден круг околу столчето и така и ќе изминат 4 деца и првата екипа што ќе заврши 4 круга ќе биде победник. На заедничкиот успех и заслужените награди горди и волонтерите и менторите на учесниците како дел од зимскиот камп. Во кампот имаше вкупно 206 деца, значи имаше и голем број на дечиња со придружници и во сите тие активности секојдневни се одржаа повеќе настани. Значи, еден ден имаше музичко столче, имаше игри без граници, имаше брза географија, имаше квиз. Повеќе од 200 дечиња од државата, некои со придружба, меѓу кои учениците од основните училишта во Штип, на почетокот на годината ја искористија услугата за бесплатен зимски одмор и рекреација за децата од семејства во социјален ризик. Проектот е на Министерството за труд и социјална политика, а волонтерите кои ги придружуваат дечињата на овој зимски камп во Крушево се наши, велат од Штипскиот Црвен крст. Јас од името на општинската организација на Црвен крст Штип сум среќен и што токму во нашата организација постојат вакви волонтери кои што својата креативност ја покажуваат на дело. Токму ова зимување тие покажаа дека преку нивното анимирање на овие дечиња успеале да обезбедат повеќе награди во категориите кои што се надпреварувале. Дечињата учесници во кампот се уште со силни впечатоци од дружењето во Крушево, велат изградиле нови мостови на пријателства, размениле знаења и искуства, а посетиле повеќе културно-историски знаменитости во историското Крушево, познато не само по непокорот на македонскиот народ и линденската епопеја, туку и како град на музеите, старата архитектура, по музиката на Тоше и познат зимски туристички центар. Запознав многу пријатели од различни градови и имавме можност да се дружиме. Отидовме до многу историски, културно-историски споменици, до местото Слива, каде се одвивала битката, во исто време и со Мечкин камен. Кога сме кај волонтеризмот, посебно сме горди што како организација имаме околу 3000 волонтери. Како лидери во регионот и во иднина ќе продолжиме да го развиваме волонтеризмот во нашата организација, подготвивме неколку програми во кои преку забава и игри ќе работиме со разни категории на дечиња од нашиот град, истакнаа од општинската организација на Црвениот крст во Штип.